Покрај здравствените работници и полициските службеници се во првите редови во справување со пандемијата од COVID-19 и тие во континуитет превземаат мерки за контрола на почитување на одлуките на владата. Мерките се јасни и прецизни: носење на заштитна респираторна маска, држење дистанца и миење на рацете. Уште појасно, надлежните институции известуваат дека доколку не се почитуваат мерките, ќе следуваат санкции за граѓаните. Почнувајќи со грижата на улиците за време траењето на полицискиот час, проверувајќи ги инфицираните COVID-19 пациенти, исто како и оние што се во изолација и самоизолација, до контрола за носење на маска, покрај секојдневните обврски, полицијата на нашата држава во секој момент продолжува несебично да дава напори во првите редови се до победа на коронавирусот. Министерот за внатрешни работи Наќа Чулев секојдневно ја известува јавноста за случувањата поврзани со COVID-19. Во таа насока, од страна на полициските службеници досега констатирани се вкупно 20.327 прекршоци за неносење лична заштита на лицето, од кои 618 прекршоци во изминатото деноноќе. Во координација со Државниот пазарен инспекторат, во текот на изминатото деноноќе извршени се 187 контроли во објекти, при што не се евидентирани објекти кои што не ги почитувале одлуките на владата. На територијата на целата држава, на вкупно 651 лице им се издадени решенија за изолација, а 346 лица потпишале изјави за самоизолација. Извршени се контроли кај лица во изолација и самоизолација, при што евидентирани се 3 лица кои што не ги почитувале овие мерки. Во државен карантин се спроведени вкупно 170 лица.